Има ли во Македонија простор за нова партија и што таа треба да им понуди на граѓаните? За ова разговараме со Саша Богдановиќ, поранешен градоначалник на Центар и кадар на СДСМ. Господин Богдановиќ, добре дојдовте во интервју на Република. Благодарам на поканата, добро ве најдов и поздрав до гледачите. Така, најавивте формирање на нова партија Српска демократска лига. Кажете ми зашто станува збор, дали за обична партија или ќе биде еден поширок граѓански концепт, платформа, што ќе понуди? Значи Српска демократска лига го земавме како континуитет, односно партијата била основана 1908 со тоа име и е првиот начин на организирање на србите во Македонија, односно на тие простори, се со цел да може да си ги кажа, да си ги се изборат за своите права и на некој начин сакавме да има некоја символика кога даваме име. Иако многу луѓе не прашуваат, посебно мене, дали ќе биде само за луѓе од српската етничка заедница, не, таа ќе биде поширок концепт, бидејќи ние во нашата поддршка се приклучија и луѓе кои што не се срби етнички, него и од други националности кои што сакаат да имаат добри, сакаат сите да соработуваат и да имаме добри релации и сметаат дека ова само ќе ја збогати македонската политичка сцена со тоа што ќе биде еден дел од мозаикот политички, а на крајот преку тоа наше делување или таа платформа или како се вика како политички проект ќе успееме да ни се чуе гласот и на србите кои што живеат. Кои ќе бидат трите клучни столба на новата партија? За нас како Срби во Македонија најбитна ни е културата, историјата, образованието. Со тоа преку тоа делување ќе успееме да си го зачуваме нашиот културен идентитет, јазикот кој што сакаме да и на младите генерации ние да го користиме во системот и во образовниот, но и понатака. Тоа мора да го направите преку образовните процеси, преку образовниот систем. И највеќе економијата која што не засега сите нас, бидејќи без економија нормално сите овие процеси кои што ни се случуваат не можат да функционираат, а тоа го гледаме преку поврзување на заеднички пазари, соработка меѓу компании и така натака, значи ќе бидеме една спона измеѓу компании од Србија, политички представници за да некои работи одат побрзо. Тоа нормално функционираат на ниво на државите си имаат воспоставено институционално, но кога има и некој кој што ќе даде некој придонес, а тоа може преку политичка партија да се направи, ние тоа ќе го практикуваме. Јас ќе наведам неколку примери. Например, додека бев градоначалник, заедно со неколку здруженија успеавме да го введеме како изборен предмет српскиот јазик и културата на србите и историјата, за да можат децата нормално да се одлучуваат дали ќе сакаат да го изучуваат како изборен предмет. После ни се случи проблем да нема кадар, и сега ако немате некоја политичка функција во системот, нема да можете да се изборите таа промена да се направи за да можете да направите кадар. Но таа придобивка не ја користат само србите, а користат и турците, и власите, и сегде кај што не е факултативно задолжен јазикот за тие етнички заедници. Потоа уште еден пример, имаше бизнис форум кој што навистина беше најголем во Македонија, каде што дојдоа од трите стопански комори и од Србија дојдоа представници и представници на власта од разни министерства, но на пример никој не ја вклучи Српско-македонската комора која што постои со години и делува, која што ние тогаш реагиравме и се вклучи и само дадоа уште поголем импакт натре на самиот форум да можат повеќе да се поврзуваат. На крајот гледаме по контактите дека тоа е нужно, бидејќи и Македонија како помала земја, Србија како малку поголема, заедно кога ќе се споиме, не можеме да делуваме на некои пазари кои што се примамливи за некои наши производители, градежни компании и така натака, и мислам дека со таа една позитивна клима која што владее ќе успееме уште тоа да го подобриме на повисоко ниво. Така, во Македонија српската етничка заедница веќе има партии. Има ли простор за уште еден нов политички субјект? Ние не сакавме да влеземе во процесот на собирање на потписи додека не бевме сигурни, значи тоа преку испитување на теренот. Брзо ги собравте потписите. Да, потписите ги собравме некаде за 2,5 недели и јас се радувам што потписите ги собравме од луѓе кои што ние не можеме да влијаеме по некоја основа дека се вработени некаде или мора да излезат, него ова беше на доброволна основа. Се јавивме кај луѓето кои што и самите иницира од порано го збореа дека треба да се направи една политичка партија,
бидејќи едноставно се чувствуваат на некој начин како изолирани, неактивирани, не може да си го кажат својот дел, да дадат свој придонес во да променат нешто во општеството, посебно што е важно за српската заедница. И ние увидовме дека од 8 до 4 како што работат нотарите, значи луѓето земаат слободен ден, искачаа од работа од приватни фирми за да ни дадат поддршка. И тоа ни даде мотив дека ние имаме поддршка тоа да го направиме. И фактички собирањето потписи еден тест, дали сте озбилни или не сте. Така, како мала партија неопходно сте да коалицира со некоја од поголемите партии, така, свесни сте дека ќе можете да коалицирате. Ние сме свесни, но ние вака се договоривме да прво формално завршиме со процедурата на регистрација. Тоа значи дека потписите ни се собрани, сега уште некои формални документи кои што ги бара законот, кои што не зависат од нас, него од институциите, да ги завршиме, се надевам, оваа недела, официјално да го направиме тој собир кај што ќе се донесат одлуките, да предадеме, значи ние сме и предвремено, кој има 3 месеци рок тоа да се направи, и од која ќе направиме регистрација и веќе ги правиме телата и органите на партијата, комисиите, сакаме да направиме една платформа, која што, како што напоменав претходно, ќе биде поврзана со зачување на идентитетот на србите, јазикот, културата, историјата, образованието и плюс ќе имаме делови каде што сакаме да се чуе нашиот глас. Например, имаме многу добар тим на млади луѓе кои што се бават со дигитализација, IT сектор кој што сега е во подем. Тие веќе работат за одредени странски компанија, сакаат да се вклучат, да дадат свој придонес, да излеземе како програма, значи да покажеме дека имаме способни луѓе да го прават и тоа. Имаме во здравството луѓе во земјоделието кои што навистина со години се бават и на некој начин преку оваа политика сакаат некои работи и за себе, но и за другите да ги подобрат. Значи ова се што ќе го правиме, мислам дека ќе придонесеме да и сите останати имаат некој бенефит. И на крајот, кога ќе направиме таа платформа, таа програма, ќе седнеме, ќе разговараме со сите тие што не почитуваат. Бидејќи јас претпоставам и во интервјуто ќе навлеземе во таа една проблематика, веќе има луѓе кои што подолго време негативно се однесуваат према српската заедница, али ајде претпоставам дека тоа ќе го отвориме подоцна. А прво сега да поздравуваме за вашата поранешна партија. Прво да прашам, расчистивте конечно со СДСМ? Неколку месеци пред изборите, односно не се сеќам точно на датумот, ќе се сетам, јас излегов од СДСМ, односно во статутот постои начинот како се зачленувате, значи јас станав член 17.5.2003 година, тогаш наполнив 18 години и после долги години, 20 и не знам колку години, 20 и неколку години во СДСМ, видов дека тоа нешто што јас сум верувал како идеологија дека веќе не постои и во една писмена форма, согласно членот статутот каде што вика како може да се очлениш по разни критериуми, јас си поднесов да ме избришат од членството на СДСМ. Така, за нив имате изјавено дека во СДСМ има србофобија. Што мислевте тогаш? Па јас во оставката тоа го наведов. Ме зачуди фактот што после толку време поминато, крв проплюкано, бидејќи јас и секогаш сум се борело на до крајност за некои политики, за да нешто се смени, да и се избориме. Видов дека прво никој не се јавуваше, иако така сватив дека едноставно никој не се интересира дека некој член, посебно кој што бил на одредени позиции, едноставно незаинтересираност, ама не реагирав никако јавно. Од неколку јавни настапи, нормално има и неформални разговори меѓу луѓето, никош не сум ги коментирал, сум ги одбивал на глупост, што се вика, не сум сакал да навлегувам, ама веќе кога вие јавно некого прозивате, етикетирате на разни начини, едноставно вие сте живо суштество, мора да реагирате. Јас сум таков и по темперамент, едноставно не сум научен да преќутам. Прво ќе укажам културно, пријателски, ама ако видам дека некој не реагира на тоа, морате да застанете во одбрана. И сега, зошто јас имав таква објава на Facebook, каде што едноставно морав така да изреагирам, да изнапишам, бидејќи тоа нешто се случувало во минатото. И тука и на други места каде што вие етикетирате цело време на српска заедница. Знаеме дека Македонија е богата со разни заедници, никош не спомнувате ништо ни за една, ни за друга, ни за трета, ни за четврта, а сега едноставно вие напаѓате телевизии, напаѓате новинари, напаѓате политичари, активисти и ги етикетирате. Значи секаде стои србин, српски, значи вие као да им ставате жолта трака како у Втора светска војна да
тие се обележани луѓе. Значи јавноста ја насочувате против тие луѓе. Сам луѓе и тоа веќе почна да стига како мене од многу луѓе да кажеш ало што се случува, дали некој ќе реагира? Ќе изреагирам јас. И вие немате одговор Тако напади. да, него едноставно тоа се продолжува и понатака. Значи вие едноставно почнувате да етикетирате зошто луѓе гледале, не знам, српска телевизија. Па добро, некој гледа и македонски филм, слуша македонска музика и никому не смета. СДСМ ви одговорија дека сте биле координатор на Српска напредна страна. Кажете ми, зошто се толку СДСМ обседнати со Србија и со Вучич? Од каде доаѓат? Јас не знам. Мојата предпоставка, а тоа ми се потврдува, дека СДСМ веќе стана инструмент на некого, за да преку СДСМ се пресметуваат со Србите, Србија, и не е само, они викаат, демек, ние само реагираме на раководството актуелно, ама тоа раководство добило огромна поддршка. Значи, граѓаните на Србија дале поддршка на тоа раководство заради тие политики. Но едноставно вие почнувате да етикетирате приватни фирми, компании, телевизии и веќе тоа навлегува во некоја пресметка. Значи вас као нешто тоа да смета на нив. Имаше таков случај, на пример, каде што човек кој што никад не бил во СДСМ, бил член на друга партија, го избркале од неговата партија, сега е меѓу раководството на СДСМ. Јавно во камера вика, ние треба да се бориме против тоа. Значи он јавно го кажува и баш новинарот, ваш колега, вика, бе, чекај, против каков свет се бориш? Па допред известно време тројца министри за надворешни работи беа албанци. Значи никој не ви реагираше за тоа. Значи зашто сега против ова? И они веќе кажува јавно дека тоа е политика. И ако вие ги гледате настапите јавно на познати аналитичари, професори кои што излегуваат, како сета енергија да насочуваат против. И се вие кога мене ме напаѓате, жив човек мора да се брани. И затоа беше мојата реакција. И јас мислев дека ќе се опаметат, дека ќе дојде некој нормален ќе каже ало застанете, иако имало реакција на Конгресот последен да престанат нападите, бидејќи прават штета на партијата сами, гледаме дека тоа едноставно не застанува. Кога сме кај новинарите, како гледате на нападите на СДСМ јавно на пресконференции кон новинари? Прво беше господинот Бранко Геровски, па мене ме фатија, па господинот Милосављевиќ од Алфа. Како гледате на тоа? Јас како функционер секогаш сум се трудел да давам изјава на секого, и дали биле некој проопозицијски, позицијски или било како, и не сум имал проблем на гостување во емисии, секаде кај што сум имал покана, дури ако сум знаел дека е незгоден терен, ај така да кажам, сум гледал да излезам, бидејќи не сум имал што да крием. Ова го сметам како пресметка на една немоќ што се јавува во СДСМ, и веќе секого етикетираат, пробуваат да му налепат одредена етикета, да го оцрнат, ама тоа само носи контраефект. И ќе јас да сум новинар, кога некој ќе ме етикетира, ќе ме прозива, едноставно ќе почнам и да се бранам и да реагирам. Значи, мислам дека во уште поголема грешка влагаат, значи само се ствараат дополнителни непријатели, а веќе имаат многу. Значи тоа и на крајот се одрази на самите избори, парламентарни, сега и на локални. И така да, ако се продолжи во тој процес, јас се плашам дека тоа не е здраво за државата, иако веќе не сум член, едноставно самите се водат во пропаст. Ниту сум крив ни јас, ни вие за тие случувања. Значи тоа, кога носите одредени одлуки, треба да размислите 10 чекори нанапред. Но некој опасно ги игра со оние соопштенија през конференции, значи насочени против Србија и Вучич. Како да се во Србија партија, а не во Македонија? Најтрагично од тоа е што мислам дека они немаат некој аналитички тим да им покаже дали тоа им носи резултат или не. Зошто? Тој соопштенијата им не им се убаво преведени од српски, зборовите им се да, српски. Тоа прават копи-пейст, затоа што некој вајде им ги порачува. Ја не за џабе реков дека веќе СДСМ е како прокси партија да на некој стран или не знам како фактор и го користи веќе СДСМ за некои пресметки, вајде што не можат они да направат и сега најдоа партијава за да тоа го прават. Но не сваќаат една работа. Прво во Србија, ако ги следите и опозицијските медиуми и позицијските или било какви, никој не ги пренесува. Значи, ајде да каже некој медиум овој оној, лидерот на опозицијата во Македонија реагираше за тоа и тоа. Значи, вие не сте веќе не ве ни спомнува. Не се релевантни во Србија, да разлика од хрватските и босанските медиуми кои ги пренесуваат во Србија. Во СДСМ никој за жив не ги рачуна во. Да. И сега вие имате такво нешто. Второ,
Нели, согласно и македонски државјани кои што живеат во странство имаат право да гласаат кога се избори тука во амбасадите. Значи во Македонија на последните парламентарни избори што беа во Србија гласале некаде околу 1000 луѓе, од прилика 90% дале поддршка на актуелното раководство. Значи тие луѓе не можеш да ги натераш, тие живеат во Македонија, работат тука и имаат право на глас. И вие фактички тие луѓе ги оттргате, значи тоа се 900 луѓе, значи ги тргате затоа што напаѓате некого за кој што тие дале поддршка. И генерално ја дел од тие луѓе познавам, викаат што се случува, зашто као зинет брцаат во око на некој. На крајот, вие обичен пример, Србија има и во скоро сите изборни единици, земете го изборната единица 2. Таму се претежно српски. Да, каде што е Скопска Црна Гора, Куманово, Старано Горичене, Чаир, каде што секаде имате. 2 пратеника освојувате. Порано тие места биле бастион за СДСМ. И вие едноставно не застанувате него како сакате и тие 2 да ги изгубите. Значи, во Куманово, каде што 30 години бил СДСМ на власт, ВМРО не можел да припари, со погрешни политики го изгубија Максим, кој што сега освои респектабилни 40.000 гласа како мала политичка или нова политичка партија. Од друга страна, кандидатот на СДСМ беше 4. Што е пораз, ако тоа веќе не име показател за погрешните политики. Ali видете, тој кандидат мене ми е без разлика што јас веќе не сум дел од СДСМ, приватно сме пријатели, кои се видиме во Куманови, разговараме се. Он исто учествуваше во таков еден наратив, објавуваше на Facebook, на Instagram. Има некои луѓе кои што тоа го гледаат, а ти не си видел ништо лошо таму. Ајде да си видел нешто лошо, па да те разберам. Значи ти не реагираш на некој што лошо ни прави на сите, не укочува во одредени процеси, ни прави блокади, прави проблеми во државата. Овде кај што немаш никаков проблем, каде што и самото јавни испитувања покажува дека луѓето сметаат дека најблиски односи имаме со српскиот народ и со Република Србија, ти како зенидет идеш контра ветерот, ај така да кажам. Во тој контекст, меѓу македонските граѓани постои се поголем интерес за вадење на српски пасош. Кажете ми зошто е тоа така? Што е причината? Па постои интерес и од двете страни. Многу, на пример, луѓето го користеа, на пример, ова можноста преку Open Balkan за вработување, значи некој не може да најде работа како доктор, јас знам такви примери кои што дошле од Србија, српска етничка припадност, дошле во Македонија, па сега бараат на некој начин за да добијат времена дозвола, па траен престој. Најчесто тоа се од некои можеби економски причини, работни причини. Еве јас имам таков личен пример, железницата таму се развива во изминатиот период кај нас последниве неколку години, не зборам сега, него претходно железницата беше доведена до колапс, иако беше во тешка состојба, уште повеќе се уништи. Например, отидоа луѓе повикани за да работат таму. На некоја основ извадиле српска држава, некој заради спорт, некој заради култура. Така да, ама пак викам има и обратен процес. Јас знам па примери од Србија кои што дошле, се ожениле, омажиле, нашле работа и така натака. Има интерес, пак ќе кажам, или е за спортска некоја активност, или е за културна, или е за бизнис некоја потреба, и така да кажам. За крај да ве прашам, што ќе им порачате на граѓаните кои ги слушаат овие тешки збори во однос на србите, србофобија, предавство во однос на формирањето на вашата партија? Па добро, ние како народ тука и Срби и македонци отпорни сме, борбени сме. Затоа и јас сум реагирал, не сум дозволил никој да дозволи да не погазува и тоа ќе го правиме во иднина, затоа реков и на почетокот, ние знаеме дека како мала партија треба да имаме соработка, но не по цена да некој не погазува ни понижува. Напротив, ќе пружиме рака секој што ќе не смета за релевантен фактор и ќе разговараме за некои конкретни решенија кои што се за општо добро и за нас и за сите останати. И мислам дека граѓаните веќе не можете вие да ги купувате со некои партиски вработување се, него сите сакаат конкретна програма, резултати и понуда. Мислам дека имаме квалитетни луѓе, тоа ќе го докажеме во наредниот период, ќе ја презентираме програмата и со тоа граѓаните ќе се уверат дека имаме нешто што може да го понудиме, а и веќе сметам дека и на балконот веќе се повеќе и повеќе ќе се поврзуваме затоа што едни без други не можеме, а ние ќе бидеме тука за да тие процеси ги направиме што е можно подобри и побрзи. Господин Богдановиќ, ви благодарам за интервјуто и многу среќа со партијата. Благодарам и на вас и се надевам ќе се гледаме почесто.